Јас се наоѓам пред Институтот за македонски јазик Крстев Мисирков во Скопје денеска, како што и најавивте. Ќе има една прекрасна, можам да кажам, промоција на мојот колега Свето Стаменов од Климента до Блажета. Не е само новинар, публицист, и ако ги редам сите карактеристики за него, навистина не би сакала да одземам многу време. Одлична промоција, интервјуа со професор доктор Вера Стојчевска Антич, направена каде што може да послужи буквално како учебник за сите оние што сакаат да се занимаваат со историјата и воопшто со македонскиот јазик. Ке му кажам добро утро на мојот колега Свето Стаменов. Промоција на вашата за оваа година може од Климента до Блажета книга. Да. Се честитки. Благодарам. Најнапред добро утро слушателите до гледачите на македонската телевизија, на Славниките радио, на слушателите да кажеме. Да, во 11 часот во Институтот за македонски јазик Крстев Мисирков во Скопје ќе биде одржана промоцијата на оваа книга, што заедно подготвивме со професорката Вера Стојчевска Антич. Книгата содржи 12 интервјуа кои ги реализиравме во периодот од 2016 па до 2021 година. Тој во она ваша емисија препознатлива за јазикот Quo Vadis? Да, прво во авторскиот проект Quo Vadis, кој за жал не знам од какви причини е укинат, и во попладнената програма Актуелно. Преко книгата содржи 12 интервјуа, почнувајќи од 2016 година која беше јубилејна година, и 10 години од упокојењето на Свети Климент Охридски и 90 години од смртта на Крстев Петков Мисирков. Соработката продолживме и во наредните години, така да последното интервју е реализирано во 2021 година во рамките на проектот 100 години од регенето на Блаже Коневски. Верувам дека има една хронологија, бидејќи кажувате 12 интервјуа, не можеме да ги раскажуваме сите оние што сакаат, може да ја погледне, да ги прочитат, меѓутоа можеме ли да извлечеме она што е некако како епилог или поента буквално? Па поента целта беше нови интервјуа, пошто се јубилејни, да кажеме 100 години од смрт, од упокојењето на Свети Климент Охридски, 90 години од смртта на Крстев Петков Мисирков, лани 100 години од регенето на Блаже Коневски, така да тоа се јубилејни интервјуа во рамките на некои проекти што сум ги работел на Македонското радио, и целта беше на слушателите на Македонското радио да се представат тие личности, најзначни личности од историјата на македонскиот народ. Вториот дел од книгата е наречен Македонистички разговори на Вера Стојчевска Антич. Тоа се 7-8 разговори што професорката ги водила со разни македонисти од светот, како на пример Нулом Миниси, Олга Панкина, Мјодински, Волф Ошлис и така. А третиот дел носи некој специфичен наслов Поглед врз една успешна соработка. Во тој дел се представени, дадени се рецензиите што професорката ги има направено за моите книги, да кажеме Свети Климент Охридски, македонскиот културен контекст, за второто издание на Крстев Мисирков, македонскиот мегник, и за Блаже Коневски, македонски тестамент, и представени се сите рецензии и говори на промоциите што лани ги правевме по повод 100 години од регенето на Блаже Коневски. Издадовме 2 зборника. Едниот е зборник Навраќање кон Коневски, вториот зборник со кој фактички заврши официјално одбележувањето 100 годишнината од регенето Блаже Коневски, е уште едно Навраќање кон Коневски. Година имавте неколку исто така промоции на книги, барем да... Промоции немав, ова е прва промоција оваа година, меѓутоа имав уште 3 книги. Едната книга е Политиколошки вивисекции во етерот, тоа се интервјуа со професорот Цане Т. Мојановски, и тоа се интервјуа посветени на ситуацијата во Македонија, на сегашната состојба или има исто тука некоја хронологија на црковното прашање, анализа на разни политички и политиколошки појави во општеството и така натаму. Втората книга е четвртиот том, односно тетралогијата Македонски безбедности лавиринти со професор Трајан Гоцевски. Тоа се интервјуата што ги имаме реализирано во 2019 и 2020 година, и тоа е оваа книга сега. Вашата скромност, немавте промоција, меѓутоа јас тоа нема така да го кажам. Денеска кои ќе бидат промотори на книгата? Па денеска ќе бидат дури 5 промотори. Сите оние што напишат рецензии, своји мислења за книгата,
и редно сите се појават на промоцијата. Тоа се професор доктор Васил Тоциновски, професор доктор Катерина Петровска Кузманова, професор доктор Ана Рингачева Витанова од Штипскиот универзитет, Цане Тамојановски и на крајот мојот пријател и верен соработник професор доктор Димитар Пантев. Одлично, баш ми е драго. А поздравното слово ќе го одржи нормално директорката на институтот. Да. Каде што и ќе се одржи промоцијата, да. Буквално храмот на каде што се негува и се проучува македонскиот јазик и навистина голем влог давате со сите овие книги надвор од оние што ви се политички, се знам дека внатрешната и надворешната политика се ваш, како да кажам, сепак ваша определба новинарска, меѓутоа оно што го направивте за јазикот и како проекти, како емисии, како интервјуи и еве печатени книги, навистина многу придонесовте во, можам да кажам, научната мисла во делот, каде што може да се прочитаат, да слушат и како што кажав и на почетокот на интервјуто, навистина може да слушат како учебници. Знам дека сте немирен дух, веќе подготвена е следната книга. Тоа веќе е подготвена таа и готова книга, тоа се 36 интервјуа што лани ги реализирав во рамките на проектот Блаже Коневски 100 години на Македонското радио. Книгата е готова, чекам финанси, ако некој даде добро ќе биде, ако не ќе стевам душа сам ќе изадам. Ќе се снајдете вие. Свито Стаменов, ви се заблагодарувам за директното вклучување во утринската програма. Само на крајот може да кажам уште еден поздрав до гледачите на Македонската телевизија и ова нека биде еден прилог мој кон одближувањето на 78 годишнината од формирањето на Македонското радио. Утре прославуваме, а ние второстепените луѓе денес ќе прославиме. Не е така, меѓутоа да бидејќи ќе го испочитувам вашето мислење. Почитувани, доколку се слушаме, значи денеска во 11 часот тука сме пред Институтот за македонски јазик во амфитеатар. Секој што е слободен може да присуствува на промоцијата Од Климента до Блажата, автор Свето Стаменов.